Почнувајќи од утре, 7 јули, па секоја наредна сабота, во периодот од 10 до 12 часот, стручњаци од секторските комисии на ВМРО-ДПМНЕ по теми ќе дискутираат со секој граѓанин кој чувствува личен капацитет и потреба на било каков начин да придонесе во остварувањето на нашата заедничка програма. Знаете дека нашите проекти се конкретни, опипливи и остварливи. Отворениот ден за идеи во Битола почнува утре на тема земјоделие, а до крајот на јули граѓаните ќе имаат можност да се сретнат со компетентни личности од секторските комисии на ВМРО-ДПМНЕ за економија, здравство и култура. Нашата подготвеност 24 часа да бидеме достапни за сите граѓани можете да ја искористите и преку соодветната опција за идеи на интернет порталот на ОК ВМРО-ДПМНЕ Битола www.bitola.mk. Кои идеи на битолчани досега биле реализирани од локалната власт? На ова новинарско прашање екс-новинарот на Тера телевизија и актуелен портпарол на ВМРО-ДПМНЕ во Битола трагаше по одговорот невообичаено долго. Значи има некои цели кои што се остварливи, има некои цели кои што не се остварливи. Ако зборуваме за конкретни проекти или за конкретни идеи кои што во Битола произлегле, во зависност од секторите со кои што се саме значи сите значи ВМРО-ДПМНЕ може? Значи се работи за 17 секторски комисии кои што располагаат во раководат со одредените теми, одредените подрачја од областа на стопанисувањето или на водењето на градот и на Република Македонија, и тоа се главните структури од каде што генерално и не само ВМРО-ДПМНЕ во Битола, туку и ВМРО-ДПМНЕ во Македонија ги црпи идеите за реализирање на конкретните цели и програми. Сега не знам дали да одам сектор по сектор, она што утре ќе биде конкретно како прва и не случајно е прва, како приоритетна таква банка на идеи реализирана од Комисијата за земјоделие по сектор, е специфичноста на овој крај, на Битолскиот крај, и важноста, нешто на што сме биле сведоци до пред известно време. Ако правиме споредби во времето на владењето на претходниците, нашите политички опоненти СДСМ, можеме да очигледна е разликата во смисла на незадоволството на одредени структури на земјоделци и во очекуваната државна поддршка, меѓутоа и во обезбедувањето или стимулирањето на негувањето на одредени култури од страна на државата, особено во ваков крај кој што логично е заради географските структури да се потпира на земјоделието.